Еве не, во живо продолжуваме со следниот гостин, кој што, па камера нека го покаже, ја нема потреба да те најавам. Не, седни. Добре ми дојде, Ване, како си ви? Добро ве најдов. Или единствениот македонски Елвис Пресли, или па во светот само неколку можеби толку автентични на Елвис, и во секој случај долги години дел од нашава естрада, па и бога ми по светот, каде што го представуваш ликот и делото на Елвис Пресли, толку голем влюбеник во неговата музика, во се тоа што тој го создал и се она што во неговата кариера го постигнал. Добро ни дојде, Ване. Добро ви најдов. И од почетокот едно извинување до сите гледачи на телевизија Телма, ама ето, тоа се го направи самата атмосфера толку упушено и вака јас си реков, уште сме не е почета. Така, значи, не, овде сме си спонтани и така ќе си продолжиме, така да нема никаков проблем. Поздрав до вас за поканата и поздрав уште еднаш до сите гледачи на телевизијата. Многу работи за кои што сакам да зборуваме. Реков, години и години наназад знаеме дека го цениш ликот и делото на Елвис Пресли и дека се обидуваш автентично да создаваш и твои дела и настапи широм светот и во Македонија. Првенствено за оние кои што подзаборавиле, затоа што и долги години не си присутен во Македонија, 25 години. 25 години. Но те памтиме кога се појави како чудо, нормално, не секојдневно нешто, човек кој што сака да личи, да изгледа и да настапува и ги пее песните на Елвис Пресли. Кога почна, од каде почна, малку да ги подсетиме нашите гледачи? 2007. Да. 2007 во Мелбурн за прв пат вака телевизиите што се таму. Мислам 2007 беше пресудна за тој скок. За таа гимнастички вака изведено да речеме тој термин. Кога бев избран да одам во Америка, Тупело, Мисисипи, ете тоа за мене беше еден, да речеме вака, шок, ама во позитивна смисла. Оти пак ја секпат велам, јас бев 21-22 години кога заменав од тука, 97 година, прв пат кога заменав да одам на петиот континент, да ми велеше некој оти ќе бидам во Австралија, леле бе многу да јас секпат напоменувам средно музичко школа во Битола, кога појдов таму, моите родители леле Битола многу далеко, кај ќе одеш? Бев таму скоро година време, после тоа бев се смене насоката и кај што треба да бидам. И после тоа кога се вратив, исто така може да го напомнам и тоа, кога дојде 93 година за да одам на отслужување на војниот рок, кај ќе си, шо ќе си, леле, колку далеко таму во Тетово бев, леле и Тетово далеко. Велам сега за да бидам во Австралија, тоа е далеко. Да прекинам, па ќе продолжиме. Истата судбина како Елвис Пресли имаше кога отиде во војска. Да, тој беше во Германија. Да, има некои спонтани работи. Еве и мојата прва студиска снимка беше неговата беше That's right, mama. That's right, mama. That's right. Исто така неговата мајка појде без да знае таткото, му зеде гитарче. Мојата мајка исто така, без да знае татко ми. Имавме тогаш една маска, со маската во коњска кола, запрежна како се веле. Појдовме да земеме армоничето, мало тогаш, зборам кога бев 8 години. И така, значи има некои вака компарации со него и многу одмал бев заприметен. И на мене тоа секој пат ми беше во глава, јас секој пат велам, тука кај нас се знае ова поднебе, што се практикува и кога почнав со армоника, татко ми појде за нижо музичко, ама мислам оти беше малце касно, требало една година порано, зборам, јас бев 8, а требало од 7, почнав вака со армоничето, самоук и после кога дојде за средно појдов во Битола и за жал и таму не останав да го завршам школата, после се вратив во Струмица и од 90-та година, ето можем да речем,
вака професионално по овие Само ресторани. да подсетиме, значи ти започна со твојот прв албум е фолк музика. Од музика, да, грешно душа се вика албумот. Започна со фолк Сега музика, ова во ми е фолк третиот. естрадата и шо беше, каде беше тоа пресудното? Верувам Елвис Пресли си го следел, нели, како дете и така натаму, или не си го Не, следел? за жал, Каде не го беше она следев. пресудното да комплетно да смениш музиката, жанрот, стилот и да преминеш во... Пресудното беше 97 кога појдов во Австралија, тогаш веќе од тамошната публика, популација, јас сум 20 години Добро, во професионален Австралија шофер. појде и знае дека пееше... Не, од кога појдов таму, Добро. веќе таму се адаптирав. Добро. Почнав да учам енглески, не знаев ништо, да Добро. зборам, не знаев енглески. Добро. Знаев само една песна, It's Now or Never, и толку. А иначе знаев за Елвис кој е, шо е. Повеќе филмови гледавме од него, отколку вака концерти, настапи. Ама после тоа, од кога појдов таму во Австралија, веќе самата публика таму, знаеш, јас за жал не знаев енглески. Туку учев малце А таму француски. почна со такви настапи каде што ти си као трибют концерти со музика од Елвис? Или? Во Америка, првиот настап ми беше во Америка. Добро. Само на телевизијата, Канал 7, така се вика телевизијата, национална телевизија во Австралија, во Мелбурн. И кога разбра оти... Беше на некој шоу? Талент шоу, некој такво? Па не беше шоу, Добро. од кога разбра оти некој од Австралија ќе оде таму во Америка и ме сконтактира и ме праша дали може да дојдат да ме снимат. И сега јас малце бев така скептик, не ради друго, пак за ово јазив велме, чекај сега, јас не сакам да бидам предмет за исмејување, оти јас секвам во светот, едино овие балкански простори, овие немат некое Други се вака сваќањата, значење. така. Друго се сваќа ова. А таму ова не само Елвис, таму има Аба, Емпесенајда, таму има Майкл Джексонс, ама сепак Елвис е is the king. Is the king, Thank you very much. Те открива таму, нели, популарност и така натаму и верувам после тоа само по себе си доаѓаат и настапи, букирања. Има ли настапи, како реагира публиката? Овие костими автентични, Да. кој ги работи, кај ги Посебно овој работи? тука и вчерашниот што беше црнио, и исто така имам уште еден-два автентични и значи повеќе кога имам вака сериозни настапи. Јасно. Тоа беше специјално за Лас Вегас 2017 и Кој ги прави? Јас се извинувам, ама пак вака ако може да го изрекламираме ова тука. Добро, Значи за да... тоа е тоа е автентичниот и кога велам автентич значи иста компанија. Овие што ги креираа за Елвис, тоа е нарачко таму од Австралија. Мислам од Америка. И посебно би беше драга песната, оти таму кога имав во Лас Вегас настап во живо беше со лайв бенд. И тогаш требаше да одберам кои песни. И значи ако се песните од 60-тите треба да изгледаш исто како 60-тите. Еве сега ако имам некој настапи тука, следниот настап ќе ми биде вака од 60-тите, знаеш, со овој Можеш сега да станеш, се договоривме, искоординиравме, за да може убаво да одзумираат, нели, во целост да те видиме. Така, да. На вистина автентично. Да. Оригинал. Оригинал. Ете, ова е тука и пееше песната In the Ghetto е. Сега ова песна ми е вака една од поумилените, In the Ghetto, и таму настапува во Лас Вегас. Да. Седни си слободно. Благодарам. Кажи ми, веројатно и костимите си имаат асоциација, како што спомена и за хитовите кои што ги пи така натаму. Одлучуваш ти каков костим ќе одбереш? Да. Спрема да речеме, кој жар, од која доба да речеме, Така. тој беше присутен 20 години. Јасно, Имаше еден период кога нели снимаше филмови во Холивуд, а после тоа камбекот кога се врати со овие автентични. Да. Од 70 до 77. Поврзан си со филмови и со такви работи, ќе стигнеме и до тоа, но она што сакам да го кажеме, добро е што нели имавме можност лани да погледнеме нов филм поврзан со кариерата на Елвис Пресли, па помладите нели да бидат запознаени и малку поблиску да го доживеат. И за старејќи филм беше сниман во Австралија од Том Хенкс. Да. Тој филм се снимаше во Австралија. Пред да преминем на филмовите, извини, пошто сакам и за тоа и за документарецот кој што исто така го промовираше. Ќе скокаме од таму до таму. Па добро, ја некако по редослед работиве да ги истерам. Само за да споменеме, ти го спомна Лас Вегас настапот 2017-та. Како се случи тоа?
да настапуваш Па во не, Лас тоа Вегас? веќе ми беше, ко бев 2007 и веќе тоа ми беше испланирано, знаеш. Не е тоа спонтано. Добро, тешко е да се организира, да влезеш во тој шоу бизнес, да Јас не знам успееш да како е добиеш таму, термин. само пак тие процедури си постојат, значи треба да пуштиш демо снимка, како пееш, како изгледаш, се тие работи и после тоа ти... Имаш комуникација со ликови ширум светот кои што нели исто како тебе да речеме настапуваат, ги пеат од Елвис Присли. Да, си имам Размена на искуства, може размена би на со искуства, јас работка се заедничка. велам од кога појдов таму 97 и значи кога имаше настапи претежно од Америка да идат во Австралија за такви настапи, јас бев присутен. Знаеш како велат? Плати за да знаеш искуството. Така е. Да. И колку Значи, Елвиси се секој. познавате во моментов? Абе полно, многу. Стотици, Верувам, да не корисни речем се тие. милијадници, ама Да. ете во Мелбурн, што сум јас, има едно десетици што лично вака се познаваме и искуство, да. Сега, знаеш, јас се пат велам, Елвис за жал само 42 години живееше и после тоа се има свое, се има други, нови, ама Да, баш да, нови пред да влезам во генерации, нови студија звезди. на продуцентот му вака малце зборевме, велам од овие светски големи имиња, како Бруно Мас, прво имат почнато с Елвис Песенајда. Овој принц што беше и некои други вака сега во моментот. Ама ето за Бруно Марс знам, има почнато. Значи како кај нас во Балкано првото нешто што почнува човек е со музика. Јасно. Па после дали остануваш на тоа, таму е исто така. Секој што почнува со музика, почнува со Елвис Песенајда. Значи тоа е во гено, тоа е во Јасно. Зборам за Австралија, широм свето, јас имам неколку пати потенцирано, има јапонци што го имитират Елвис, што сакат да бидат Елвис Песенајда. Значи тоа е едно вака значење му се дава на такви ликови. Јасно. И дај Боже, секој пат велам, и ние нашите тука што се нашите легенди, да вака да почнеме и нив да ги... Секако да бидат инспирација. Да, нели, ете, за ова нови. е Ова најновиот. стигнавме до омотот за албумот кој што го промовираше во понеделникот овде во Македонија, така? Да. Можеш малку за што има во него, чека да свртиме од другава страна. Да. Колку композиции, какви композиции? 8 номери, ете, тоа се го крстивме да биде Jailhouse Rock, вака исто и таа песна ми беше малце вака не потешка, ма требаше малце повеќе да посветам внимание Jailhouse и така го крстивме. Промоцијата беше во Audio Records. Реков понеделникот, така, каде што имаше можност и новинарите и присутните нели да чујат малку ова што ние се обидуваме дел да го пренесеме и на нашите гледачи. Но меѓу другото беше промовиран и документарен филм за тоа што ти изминатите години го работиш, а е поврзано со нели Елвис Присли. Па сега, ете, со документарецот Сонцето не грее од сите страни. Да, Sun Doesn't Shine on the Boyd Side, во продукција на Дејан Милошевски, Revolution Productions, режија на Глиор Контовски, користам приликата да ги поздравам. Тоа исто така не беше спонтано, тоа идејата ми ја даде од кај нас пред 10 години нашиот генерален конзул што беше таму, лично вака се познававме, од кога бев веќе прикажан таму на телевизијата, австралската национална телевизија, и човек овака најдобронамерно ми кажа, ова приказка е многу добра, ова може да биде нешто вака да се екранизира и нели Да, па и луѓето сакаат малку македонски да знаат, Елвис. така е. Сега за жал ние македонците во диаспората, ако вака збореме, ама повеќе сме познати, иако безброј успешни луѓе, доктори на науки и секакви има од сите бранши, ама малце ете нашата вака диаспора што е таму, треба малце повеќе да се позанимаваме со самите себе, да бидеме повеќе сложени и посме познати по некои неубави работи отколку вака, знаеш, да бидеме. Тоа беше главната цел. Човекот ми даде една убава идеја и после јас дојдов тука, имав доста вака почни застани, ама за жал не беше се успешно поради тие финансиски ситуации, да речеме.
Ама ето, шо е мое, Успеавте да шо го е мое се завршите. дојде. Успеавте. Ова го финансира телевизијата Ал Джазира и прво продуцентот Дејан Милошевски ми рече, оти тој си има соработка со нив и ќе треба да види, да аплицира. Беше тоа за, да не речем 24 сата, беше радостен кога ми се јави, вика, Ванче, вика, успеавме, вика, имаме спонзор и одаме напред. Јасно. И снимањето траеше скоро 2 години, ма пак имавме некој застој. Па ковидот почна. Значи последните кадри се снимаа во Мелбурн. Требаше екипа таму да иде, па идеме, не идеме, па после ајде се направи некако таму некои дечки што се имат соработка да се дозавршат овие последни кадри во Мелбурн. И сега ете промоцијата ќе е на Астафест 6 август. Да. Во 8:30 сато ги поканувам сите слушатели. Да. Ето. Астерфест во Струмица, нели само да подсетиме, 6 август, промоција на документарецот, па ќе можеме после тоа и да го дзирнеме и да го презентираме малку и на гледачите, така ли, веројатно. Иначе во моментот филмот се прикажува во Шпанија, во Италија, Португалија, на неколку места е пушене и сега премиерно и јас тука премиерно ќе го видам во Македонија. Зборувајќи за филмовите, имаш и учествувано, како што имам овде во забелешкиве, во филмот Знаење, во главна улога во тој филм е Николас Кейдж, малку за тоа искуство. Тоа беше чисто спонтано. Да, тоа беше 2008 или 2009, веќе заборев, доста време помина. Се снимаше, Николас Кейдж го снимаше таму филмот Knowing, Знаење. И сега компанијата му е оти, знаеш, познат сум таму кај што работам. Така. И менеджерот ми рече, имам една убава работа за тебе. Велам, ако е викенд тич, не ме чепка. Јас од понеделник до пет, абе не вика, тоа ќе ти е добро. Што е таа работа? Абе вика, филм се снима тука и побара од нашата компанија, вика, за овие што се актерите, да се пренесат, знаеш, таму од место на место во Мелбурн. И вика, кој ќе е, ако не ти? Велам, добро, ајде, чим е таква работа. Појдов таму и од ова што беше во тие кадри, на таа сцена, дојде кај мене и вика, ти изгледаш како Елвис Имперсонатор, го имитираш Елвис, велам да. И пак некоја спонтано со оти Николас Кейдж. А ти автентичен си отиде, облечен како Елвис или не? Чисто онака му дојде... Нахнадно, така си бе во А веројатно по униформа. ликот и по, нели, стилот. Да, по ликот. И па за среќа овој Николас Кейдж еден период беше со керката на Елвис, со Лиса Мари Призли. Ете, тоа беше една спонтано, значи не планирано нешто. Успеа да се запознаш и со керката? Да. На Тоа Елвис беше Пресли, така? да, 2017. Да. За жал сега и она не е меѓу живите. Да, јасно. Да. Добро, плановите како се движат сега? Што после ова? Плановите, прво секој пат јас велам да сме здрави и живи, да се вратам во Австралија покрај фамилијата Така. и пак ќе видиме во кој правец ќе е. Мислам, со ова тука, со англиското, со како Елвис Имперсонатор, знам оти, нели, како што спомнав, излеват нови дечиња, генерации, што го обожават лико и делото, ама јас се адаптирам. После со ова, па одам на ова, јас сум соло армоникаш, свирам армоника, староградски, Значи, уви, каде прекрасни почувствуваш песни. дека има потреба, Каде има може потреба, да таму се адаптираш. адаптирам. Океј, она Адаптација. што имаме потреба е да те чуеме пред самиот крај. Јас овде ќе ти се заблагодарам многу успеси, пред се здравје, нели, за тебе и семејството, а нормално ќе следиме и се она што ново ќе сакаш да го и ќе имаш можност да го сме здрави и презентираш живи. Благодарам на уште твојата публика. Ќе завршиме со песна, нешто по твој избор од Елвис, вака на нели суво, да го чуеме тој мокен глас, така Играме ли? да Мелтон. И Една прекрасна голем песна. поздрав. Благодарам уште еднаш и на вас, Ненад, Благодарам. за покана да бидам ваш гостин и секако до сите слушатели. Поздрав. Повели сега. Кај Ване, не се разбравме. Седни си, ако може само на се нели извинам. на суво без плейбек, затоа Да, што да, да. нели можности во друга прилика ќе ги направиме и следиме. Нешто по твоја Ајде, жел. нека биде. Born in the heat of the desert, my mother died, giving me life. Deprived of the love, prime of the law, his life. You know, I've been in a prison for something that I never die. It's been one hell after another.
I climb them all one by one. Oh, this time, Lord, guide me a mountain that I never die. Oh, this time, Lord, guide me a mountain that I never die. Благодарам. Се гледаме. Благодаря на вас.